Одливот на мозоци или поточно иселувањето на младите е голем проблем кој новата влада вети дека ќе го реши, но за тоа ќе почекаме. Во меѓувреме, како што дознавме од редакцискиот состанок во вчерашни, Кузман Статива тргна да најде соговорник кој ќе се исели од Македонија. Во продолжение интервјуто со најновиот македонски емигрант. Да, студио, не најдов соговорник за иселувањето, па решив јас да се иселам од државата и да си направам сам себе си интервју. И онака ме дупите, нели, нон-стоп, па не е битно, последен ден ми е. Добро бе, Кузман, за тебе нели дојде животот? Па не баш, можда мене ме промашил. И онака јас се промашувам, па валја и животот ми има промашено мене. Јеби га, што не ме промаши ВМРО 10 години. Така. Кажи ми, оти не одиш во влада? Па не може цела редакција да сме во влада. Уствари може, ама никој ми нема јавено, ни ми има пишано. Плюс, знаете, Јована е таму, а мене Јована ми е слаба точка. И во право беше Каракамишева што велеше дека не се иселуваме ради пари, туку ради невозвратена љубов. Така, следно прашање, каде ќе замине Кузман и што ќе прави таму? Па заминувам за Германија да работам во Макдоналдс. Тука пишува треба да направам шега. Се надевам дека нема да завршиш во Бургер Кинг во Шведска. Да, смешно. Следно што да те прашам, дали планираш да се вратиш во Македонија? Планирам да се вратам, да, ако отворат овде Макдоналдс. Се зезам, никош нема да се вратам. Ти благодарам многу. Да, дојди. Држи ова. Земи ова си. Кој е вој сега? Нема везе. Кузман, нека ти е среќен патот, ке ни не достигаш како Макдоналдс во Скопје. А вие, драги гледачи, останете со нас. Студио?